Откривање на енигмата, НЛО и најновите откритија. Добродојдовте назад, трагачи на вистината, на мојот канал, посветен на откривање на мистериите што ја плени нашата колективна љубопитност. Денес ќе истражуваме во постојано енигматичниот свет на НЛО, неидентификувани летечки објекти, каде што неодамнешните случувања повторно ја разгореа по трагата по одговори. Придружете ми се на ова возбудливо патување додека ги истражуваме најновите откритија околу ситуацијата со НЛО, поместувајќи ги границите на нашето разбирање. Во однос на подготовката на јавноста за препознавање на вонземски живот и напредни цивилизации, во последните години има забележително поместување. Најпрво не подготвуваат преку филмовите, па потоа по некоја изјава од некои владини представници и после тоа ги пуштаат така наречените свиркачи да даваат изјави и да тврдат некои работи за НЛО и вонземјани кои се чувале во тајност и строго доверливи документи. Па потоа следуваат владините агенции, како што се Министерството за одбрана на Америка и Канцеларијата на директорот за национално разузнавање. Го признаа постоењето на неидентификувани воздушни феномени, наречени УАП, и започнаа истраги за овие видувања. Оваа с голема транспарентност и отвореност од официјалните канали придонесе за поширок разговор за можноста за вонземски живот. Феноменот НЛО продолжува да ги плени срцата и умовите на луѓето ширум светот. Додека продолжуваме да ја разоткриеме енигмата околу овие неидентификувани воздушни феномени, да се подсетиме на важноста да останеме со отворен ум, да ги преиспитуваме претпоставките и да го прифатиме духот на истражувањето. Придружете ми се на ова патување, на откривање додека се стремиме да фрлиме светлина на мистеријата за НЛО и длабоките импликации што ги има за нашето разбирање на универзумот и нашето место во него. А сега да видиме дали има видеа или докази за снимени НЛО или вонземјани. Да, има многу видеа и докази снимени во текот на годините кои покажуваат НЛО или средби со вонземски суштества. Некои од најпознатите случаи вклучуваат видеа од НЛО на Пентагон во 2017 година. Министерството за одбрана на Америка декласифицираше 3 видеа снимени од воени пилоти познати како видеа FLIR-1, Gimbal и Go Fast. Овие видеа покажуваат неидентификувани објекти кои покажуваат неконвенционални модели на летот и маневри. Светлата на Феникс. Во 1997 година илјадници сведоци пријавија масивна триаголна формација на светла кои лебдат над Феникс, Аризона. Настанот останува еден од најзначајните НЛО во историјата. Инцидентот на шумата Рендлшам. Во 1980 година повеќе американски воен персонал стациониран во РАФ Бентвотерс во Англија беше сведок на серија необјаснети светла во шумата Рендлшам. Некои тврдат дека наишле на метален објект, па дури и имале интеракција со суштества од непознато потекло. Инцидентот во Розвел. Во 1947 година во близината на Розвел, Ново Мексико, се случило пад на летечки диск и првично бил пријавен од страна на војската како НЛО, пред да се промени изјавата и да го представат како метеоролошки балон. Инцидентот предизвика широки шпекулации и теории на заговор околу обновувањето на вонземски вселенски летала. Случаи на киднапирање. Бројни поединци тврдат дека биле киднапирани од вонземјани и ги споделиле своите случаи, често поддржани со хипноза или регресивна терапија. Најпознатиот случај на киднапирање е оној на Бети и Барни Хил, кои тврдеа дека биле земени од вонземјани во Њу Хемпшир во 1961 година. Иако овие инциденти и докази предизвикаа интензивна дебата, важно е да се забележи дека доправа треба да се утврдат убедливи научни докази за вонземски живот или дефинитивен доказ за средби со НЛО и вонземјани. Интерпретацијата на овие настани и видеа често варира, а скептиците предлагаат алтернативни објаснувања, како што се погрешни идентификации, измами или природни феномени. Потрагата по конкретни докази и вистината за НЛО и вонземјаните продолжува да биде тема на голем интерес и истрага.
Сегмент 1. Нова ера на откривање. Во последните години се случи сеизмичка промена во перцепцијата на НЛО во светот. Владите и разузнавачките агенции, некогаш обвиени со тајност, сега почнуваат да го признаваат постоењето на неидентификувани воздушни феномени. Од револуционарно објавување на претходните доверливи видеа од НЛО на Пентагон до формирање на специализирани владини работни групи и се наоѓаме во нова ера на откривање на НЛО. Сегмент 2. Восхитувачки средби и сведоштва на сведоци. Ќе навлеземе во возбудливи средби кои не збунија и фасцинираа. Сведоштвата на очевидци од пилоти, воен персонал и цивили прикажаа живописна слика на необјаснети феномени, пркосејќи им на конвенционалните објаснувања, од маневри со голема брзина до антигравитациони способности. Овие видувања ги поместуваат границите на нашето разбирање на физиката и технологијата. Не заборавајте да лајкнете, коментирате и да се претплатите на мојот канал за да останете информирани за најновите случувања. Сегмент 3. Откривање на напредна технологија. Додека ги испитуваме најновите случувања, станува очигледно дека технологијата што ја прикажуваат овие неидентификувани објекти го надминува нашето сегашно разбирање. Способностите за прикривање, моментално забрзување и аеродинамични подвизи кои претходно беа незамисливи ги оставија експертите вчудо невидени. Дали овие возила се од вонземско потекло или производ на тајни владини проекти? Границата помеѓу научна фантастика и реалноста се зголемува, додека ги истражуваме можностите. Сегмент 4. Улогата на владите и разузнавачките агенции. Нашето патување би било нецелосно без да истражиме улогата на владите и разузнавачките агенции во истражувањето на феноменот со НЛО. Навлегуваме во нивните тајни напори за собирање податоци, анализа на видувања и одредување на потеклото и намерата на овие мистериозни посетители. Што знаат овие организации и колку информации сокриле од јавноста? Бараме одговори на овие итни прашања. Сегмент 5. Потрага по вонземски живот. Погледите на НЛО долго време ги потикнаа шпекулациите за постоење на вонземски живот. Неодамнешните откритија предизвикаа обновен интерес за потрагата по интелигентни суштества надвор од нашата планета. Ќе ги истражиме напорите на научниците, организациите и иницијативите посветени на откривање на вистината, како што се програмата SETI и приватните потфати во истражување на Вселената. Дали конечно би можеле да бидеме на работ на воспоставување контакт со вонземски живот и напредни цивилизации? Сегмент 6. Импликации за општеството и културата. Феноменот НЛО има далекосежни импликации за општеството и културата. Тој предизвикува дебати за природата на нашата реалност, нашето место во универзумот и потенцијалот за технолошкиот напредок. Влијанието на потврдениот вонземски контакт или откривање на напредните вонземски цивилизации ќе го преобликува нашето разбирање за себе и за нашиот свет. Ги истражуваме културните и филозофски импликации на таквите откритија и потенцијалните општествени промени што тие би можеле да ги доведат. Сегмент 7. Скептицизм наспроти верување. Темата за НЛО одсекогаш била поларизирачка тема со скептици и верници кои нудат спротивставени гледишта. Ние ќе навлеземе во аргументите изнесени од скептиците, ја доведуваме во прашање валидноста на забележаните НЛО и предлагаме алтернативни објаснувања. Од друга страна, ќе ги испитуваме перспективите на верниците кои наоѓаат убедливи докази и убедливи искуства кои ги потврдуваат нивните верувања. Неопходно е да се пристапи кон темата со отворен ум и да се земат предвид сите перспективи. Сегмент 8. Улогата на граѓанските истражувачи. Во отсуство на дефинитивни одговори од официјалните канали, граѓанските иследници и независни истражувачи одиграа клучна улога во документирање и анализирање на НЛО вистината. Нивните напори одиграа значајна улога во подигање на свеста и унапредувањето на нашето разбирање за феноменот НЛО. Иако е тешко да се предвиди точната временска рамка или пристап до целосно препознавање на вонземски живот,
Постепеното објавување на информации, научниот напредок и општествените промени се секако фактори кои придонесуваат за промена на перспективата. Како што се случуваат нови откритија и напредок, можно е перцепцијата и прифаќањето на јавноста за постоењето на вонземски живот да продолжи да се развива. Тоа е возбудливо и постојано еволуирачко поле кој продолжува да ја освојува имагинацијата на многумина. Идни откритија и патот напред. За ситуацијата со НЛО и најновите случувања едно е сигурно: патувањето е далеку од завршено, без разлика дали овие откритија ќе не доведат поблиску до вистината за вонземски живот или ќе покренат нови прашања. Патот е пред нас и е возбудлив и мистериозен. Додека го завршуваме ова волшебно патување во феноменот на НЛО и најновите случувања, се наоѓаме себе си како стоиме на патот на новата ера во нашето разбирање за универзумот. Енигмата на НЛО продолжува да ја плени нашата имагинација, да ги предизвикува нашите предрасуди и да ги турка границите на она што го знаеме. Вистината можеби е поблиску од кога било досега. Не заборавајте да се претплатите на мојот канал, додека ви известувам за најновите вести за НЛО и продолжуваме со нашата потрага да ги откриеме мистериите што лежат зад нашето небо. До следниот пат ви посакувам се најдобро и останете трагачи по вистината. Почитувани ценети гледачи, сакам да одвојам еден момент за да изразам мојата искрена благодарност до секој од вас. Вашата непокоблива поддршка и ангажман се клучни во обликувањето на мојот канал и содржината што ја создавам. Навистина сум ви благодарен за вашето присуство и довербата што ми ја давате. И ви благодарам што сте дел од оваа наша заедница, што ми се придруживте на ова патување на истражување и разбирање. Вашите коментари, лајкови, споделување и претплати не само што ме мотивираат, туку потикнуваат и значајни дискусии меѓу нашите гледачи. Ќе ги ценам различните перспективи и согледувања што ги имате доколку оставите коментар, збогатувајќи ја содржината и создавајќи енергична заедница. Вашиот ентузијазам и љубопитност ме инспирира да продолжам да давам видеа кои се стремат да информираат, анализираат и забавуваат. Посветен сум да обезбедам привлечна и провоцирачка содржина која истражува сложени глобални прашања, ги отплеткува сложените ситуации и го проширува нашето колективно разбирање за светот. Ќе ги ценам вашите повратни информации и предлози доколку се одлучите да ги дадете, кои постојано би ми помагали да се подобрувам и еволуирам. Ве охрабрувам да продолжите да ги споделувате вашите размислувања, идеи и теми, што би сакале да ги покриеме. Заедно можеме да ја обликуваме насоката на овој канал и да истражуваме во темите што го плени вашиот интерес. Уште еднаш ви благодарам што сте составен дел од мојот канал. Вашата поддршка ја разгорува мојата страст и ја потикнува мојата посветеност на испорака на важни содржини. Со нетрпение очекувам да го продолжиме ова неверојатно патување со вас, да истражуваме нови хоризонти и да ги откриеме скриените слоеви на нашиот фасцинантен свет. Ако уживате во мојот канал или сметате дека моите видеа се информативни или привлечни, дајте ја вашата поддршка на следниве начини. Претплатете се ако веќе не сте претплатени на мојот канал. Претплатата е бесплатна и гарантира дека никогаш нема да пропуштите ажурирање или ново видео што го објавувам. Едноставно кликнете на копчето за претплати под ова видео за да се придружите на нашата заедница. Како и видеата, ако ви се чини дека видеото е пријатно, информативно или предизвикува размислување, многу ќе оценам тоа ако го притиснете копчето со палецот нагоре. Лајкувањето на моите видеа ми помага да ги проценам вашите интереси и ме охрабрува да создавам повеќе содржини што ќе резонираат за вас. Споделете со други ако мислите дека мојот канал и видеата можат да имаат корист и да им користат на другите. Размислете да ги споделите со вашите пријатели, семејството или социјалните мрежи. Со ширењето на веста помагате да допреме до поширока публика и да потикнуваме значајни дискусии околу темите што ги покриваме. Оставајте коментари, сакам да слушнам од вас какво е вашето размислување. Вклучете се во делот за коментари под видеата со споделување на вашите размислувања, увиди или прашања. Вашите коментари придонесуваат за енергична заедница и потикнуваат понатамошен диалог меѓу гледачите.
Со најдлабока благодарност ви благодарам за вашето одвоено време.